кои се опасностите од невакцинирањето и очекувате ли дека сега можеби ќе се крене свесноста кај родителите? Не знам што е поголем мотив за родителите да ги вакцинираат своите деца од едни вакви случаи на појава на морбили кои што се у непосредната близина на нивните деца, во градинките, во дворовите каде што играат. За жал се случи ситуација која што никој не сакаше и не посекуваше се случи, иако беше момент на време кога ќе случи со оглед на падот на опфатот на вакцинација. Епидемија на морбили има во соседните земји. Има во Србија, има во Романија. Има и во други европски држави, има во Франција, има во Финска. Сите тие држави се соочуваат и со страшни последици, односно смртни случаи, токму од морбилите. Така да, искрено се надевам дека иако се уште се наоѓаме во периодот на инкубација, а тоа е период од 2 недели, од моментот која е манифестирана болеста на последните случаи, кои што се хоспитализирани на инфективната клиника, овие ќе бидат случаи последни. Ова беше апел до родителите и механизам кој што ние моравме да го превземе. Мораме да укажеме на сериозноста на ситуацијата. Не сакаме да не се случи голема епидемија, не сакаме да не се случат смртни случаи и понатаму да ние бидеме у ситуација во која што повеќе нема да имаме што да превземе. Така да, искрено се надевам дека овој апел ќе има ефект, дека забраната која што ја препорачавме и ја воведовме, а тоа е да не се примаат невакцинирани деца во градинките, ќе има некој ефект и опфата со вакцинација ќе порасне. Една од причините поради кои што родителите не ги вакцинираат децата и која што ја посочуваат, те сомнежат за квалитетот на вакцините. Има повеќе фактори кои што во нашата земја довеле до пад во опфатот со вакцинација. Прво е генерално падот во вербата во нашиот здравствен систем и на тоа влијаат повеќе фактори, меѓутоа тоа е една сосем друга тема на разговор. Понатаму силно изразените антивакцинални кампањи, кои што се силно изразени на социјалните мрежи, кои што се темелат на лажни вести, на невистини и на парамедицински информации. Како ќе се справите со тие антивакцинални? Мораме да укажеме на тоа дека прво вакцините се квалитетни. Станува збор за вакцини кои што со години наназад се носени и се увезувани од европски и на некој начин дупло проверени производители. Постои посебен начин на проверка на квалитетот на вакцините, постои посебен начин на транспорт на вакцините, постои посебен начин на докажување на ладниот ланец со кој што се транспортирани вакцините и сето тоа е така со години наназад. Меѓутоа, во нашата земја има еден многу интересен феномен, а тоа е сериозно е мал опфатот со вакцинација на децата од 1 до 5 годишна возраст. Посебно на децата на 1 и 2 годишна возраст, а тој е периодот кој што тие секако треба да бидат вакцинирани. Во најголем број на случаи, родителите плашејки се од тоа да децата не заболат од некои болести. Многу често се спомнува и се доведува во релација со вакцинирањето аутизам, што е апсолутна невистина и тоа се темели на парамедицина, тоа се темели на лажни информации кои што во еден момент пред повеќе години беа и јавно публикувани, меѓутоа понатаму заради тоа што беа побиени, беа повлечени, меѓутоа веќе лавината тргна и тој ефект е сега за жал на некој начин го зима данокот. Искрено се надам дека данокот нема да дојде во форма на починати деца. Ја споменавте довербата во здравствениот систем која што очигледно изгубена кај граѓаните. Како тие да бидат сигурни родителите кога одат да ги вакцинираат децата дека добиваат квалитетни вакцини? Има ли механизам кој што тие може и да проверат дури? Какви вакцини добиваат? Може да ги проверат апсолутно сите вакцини кои што се увезени во земјата. И тоа не е случај сега, тоа не го правиме само ние, тоа се правело порано. Тоа што некои други лекови, некои други препарати биле носени на сомнителен начин, со сомнителен квалитет, било тоа што ја нарушило довербата во нашиот систем. Ние со увоз на квалитетни вакцини продолжуваме понатаму и јас тоа може одговорно да го потврдам. Но голем дел од родителите купуваат вакцини од земјите од Европската унија, некои ги носат од Грција, па ги вакцинираат децата со тие вакцини. Свесни сте дека има и такви ситуации? Апсолутно сум свесен. Станува збор за истите вакцини и истите производители. Со тоа што доколку ладниот ланец при транспортот на вакцините се наруши за само 0,1 степен, таа може да е неактивна. Значи, одговорно тврдам дека е огромен ризикот да се носат вакцини на своја рака со несоодветен транспорт, заради тоа што кога ќе се даде на детето, таа може да нема никаков ефект. Кои се
негативните ефекти кои што може да се јават како последица од вакцинирање? Негативни, односно несакани дејства од вакцините може да има во форма на сосем блага манифестација, заради тоа што вакцинирање е давање на една мала количина на причинителот на таа болест со цел организмот да створи имунитет. И при давање на таков причинител може да има лесна температура, може да има сосем лесни знаци на настинка и тоа за кратко време поминува. Меѓутоа, дури тие лесни знаци, односно лесни несакани ефекти се јавуваат само кај мал процент на децата. Министре, дел од граѓаните изминативе 2 дена реагираат и дека се обидувате да создадете вештачка паника со епидемијата, која што ја прогласивте. Веруете дека е ова многу сериозна ситуација. Ке повторам дека искрено се надам дека овде ќе помине. Овде ќе запре. Искрено се надам дека нема да има компликација на некој од веќе заболените, дека нема да има смртни случаи, како што имаше во Србија, како што имаше во Романија. Оваа мерка ја преземавме согласно Закон за заштита на населението од заразни болести. Имаме обврска да го заштитиме јавното здравје, заради тоа што имаме обврска и према нашите деца. Меѓутоа и према децата на другите, вклучително и према децата кои што од X причини не може да бидат вакцинирани, а тоа се различни болести. Понатаму децата кои што се уште мали не може да бидат на овој вакцинирани, имаме обврска, ние тоа да го заштитиме, заради тоа што е ова јавно здравје и тоа е од интерес на целото наше општество. Реакциите на дел од родителите, односно на оние кои што се практично против кампањата, против вакцинацијата, одат во насока, дури и се отвара прашањето како се прогласува епидемија. Имаше колку? 12 случаи кои што беа заразени. Дали за 12 случаи се прогласува епидемија и Апсолутно да. Епидемија се прогласува тогаш кога имаме голем број на случаи од една болест на една одредена територија. Имавме 7 случаи на сипаници во населбата Радишани и понатаму 12 нови случаи дисперзирани на секаде низ градот Скопје, таму кај што имавме податоци дека овие 7 деца од населбата Радишани барале некаква лекарска помош, односно точно по тие амбуланти во здравствените домови во Скопје. Тоа беше доволен знак. Не дали тоа е волна бројка за да прогласите епидемија? Апсолутно, согласно критериумите и стандардите, овој критериум да се прогласи епидемија на ниво на градот Скопје. Сите кои што беа заразени се невакцинирани? Сите кои што се заразени се невакцинирани, со тоа што мајката на едно дете, која што имала сосем благи симптоми, покажа дека има зголемена количина на антитела и не заболе, меѓутоа таа е вакцинирана. Што е уште еден доказ на тоа дека вакцинацијата има ефект, треба да се прими и е тоа во насока на заштита на здравјето на децата. Министре, сега е привремена мерката невакцинираните деца да не можат да се носат во градинка. Но што понатаму? Во текот на минатата недела формиравме мултиресорска работна група со представници на Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика. Апсолутно сметам дека единствено долгорочно решение е да биде забрането да се упишуваат во градинка и во училиште деца кои што се невакцинирани. Заради тоа што, ќе повторам, никој нема право да го загрозува јавното здравје. Никој нема право да влијае на правото на децата да се вакцинираат, а тоа значи да го имаат своето здравје заштитено, односно да се заштитени од различни заразни болести. Како мислите тоа да го постигнете со оглед дека образованието е задолжително? Најголем проблем кај нас се децата кои што одат во градинка. Кога децата ќе тргнат во прво, односно второ оделение, сериозно е висок опфатот со вакцинација. Значи имаме ние проблем со малите деца. Родителите очигледно под влијание на антивакциналните кампањи чекаат децата да продат или да прозборат, плашејќи се при тоа да не заболат од некаква болест која што наводно е во релација со вакцините и после тоа ги вакцинираат. Значи најголем процент на невакцинираните деца се децата кои што имаат 1, 2, 3, 4 години и понатаму процентот на невакцинирани деца сериозно опаѓа. Значи, имаме проблем додека децата не продадат, не прозборат, додека не почне да стануваат самостојни и тогаш се родителите сигурни на некој начин дека не може тоа да се доведе у релација со некаква болест, односно со аутизмот и ги вакцинираат своите деца. Во таа смисла, сметам дека овие кампањи се апсолутно неоправдани и носат само еден огромен ризик
да се вратат болести кои што се смртоносни, кои што биле искоренети пред многу години кај нас, кои што само да погледнеме и да ги пребараме податоци на интернет, ќе видиме каков огромен проблем се во неразвиените земји и ние тоа не смееме овде кај нас да го дозволиме. Казните се од 350 до 650 евра за оние кои не ги вакцинирале децата. Има изрешено такви казни? До сега неколку пати имало такви случаи, за тоа реагираше на државниот санитарен и здравствен инспекторат, меѓутоа еве и во овој момент и во текот на вчерашниот ден и денеска се прават контроли на сите места каде се евалуираат здравствените картони, потврдите од децата и на кој начин биле запишани во градинките, односно училишта. Што доколку ја платат казната родителите и повторно не ги вакцинираат децата? Искрено сметам дека никој нема право да му го скрати правото на детето да биде здраво, па дури ни волјата на родителот, а со тоа да биде заштитено од болести, а со тоа да биде да расте без никаков ризик по своето здравје. Како ќе се справите со антивакциналните кампањи, ќе ве прашам уште еднаш? Добро, ние освен овие мерки кои што сега моравме и да ги превзееме, со оглед на тоа што е прогласена епидемија, имаме и кампањи на терен за да се подигне свеста, за да покажеме и да докажеме дека нема апсолутно никаков ризик од вакцинација, дека вакцината не може да се доведе во релација со ниедна болест, освен некоја блага манифестација која што личи на некоја настинка, но и една сериозна кампања кај здравствените работници, заради тоа што во многу случаи сме сведоци дека токму здравствените работници се тие кои што ги промовираат антивакциналните кампањи. Свесни сме за тоа и токму во овој момент се прави анализа на сите документи кои што биле издадени на невакцинираните деца за да утврдиме вакви случаи. Министре, како ќе вратите довербата во здравството, со оглед дека и вчера прочитав некаде во медиумите информација дека во среде прогласена епидемија на морбили на поликлиниките, во амбулантите практично и немаше кој да прегледува, еден педијатар прегледуваше деца. Добро, соочени сме со многу проблеми, меѓутоа работиме на сериозно зајакнување на системот. Само минатата година во јавното здравство беа примени 3200 луѓе, најголем број доктори, голем број медицински сестри. Се распишаа 260 специализации. Најголем проблем беше специјалноста по педиатрија. Понатаму огромен број на конкретно на ова што ва прашувам. Сето ова се мерки кои што го зајакнуваат здравствениот систем, кои што укажуваат на тоа дека ние може да имаме сосем коректно европско здравство, едуцирани и спремни доктори кои што се спремни да дадат соодветно квалитетна здравствена заштита. До кога ќе биде прогласена епидемијата, до кога ќе важи ова? Периодот на инкубација ќе трае уште во следните 14-15 дена, а тоа е периодот на инкубација од моментот кога последниот пациент со манифестација беше примен на инфективната клиника и искрено се надам дека нема да има други случаи.